Почитувани дами и господа, другарки и другари, браќа и сестри кои како милува, ја имам таа чест да ви посакам добре дојде на настанот организиран од Цивил Центар за Слобода, кој го насловивме меѓу чеканот и наковалната, чија основна тема се новинарството и медиумите во предизборието на изборите и постизборието. Тема која е преширока и за која долго разговаравме колку и каква форма да ја дадеме на оваа средба, на овој настан. Се мислевме меѓу панел дискусија, меѓу тркалезна маса на која би поканиле 30 на 40 на новинари, главно од Скопје, но и од локалните медиуми. Се мислевме за помал формат како ваква дискусија. Едно време се мислевме направиме и дебата и заклучивме дека е можеби најдобро ова што ќе се обидеме денес да го изведеме, а тоа да биде еден муабет, еснавски муабет меѓу луѓе кои имаат што да кажат и луѓе чиј избор тежи во новинарството, во оваа професија која според некои е најубава на светот, според некои за жал во Македонија во последниве 2 децении е долносана до најниско можно дередже. И заради тоа денес ќе се обидеме со нашите ценети гости да разговараме на неколку теми, онолку колку што ќе ни дозволи и времето и нивните обврски. Морам да ви признам дека каневме 16 или 17 колеги. Од тие 16 или 17 колеги голем дел прифатија да дојдат. Дел од нив нормално имаат објективни оправдувања, некои од здравствени причини, некои од она што е и нормално, петок е, работен ден е, политичката ситуација не е таква каква што е, со најава на протести, со чекање на чадот од речица, со се она што ни се случува во последниве 2 месеца, и дел од нив ги подготвуваа своите емисии, се на терен, се обидуваат да си ја заработат платата во оние медиуми во кои тоа се уште се прави, значи им се дава плата на новинарите. Каневме уредници на ТВ Куки, каневме колумнисти, каневме уредници на портали, каневме репортери, каневме дописници на странски медиуми и велам дел од нив не одбија, дел од нив прифатија, но навистина не се во можност да дојдат. Меѓутоа едно образложение од една колешка е реченица која може би треба сите да не замисли и која може да биде шлагворд за ова што денес ќе го зборуваме. Таа рече дека за новинарите денес повеќе може би од било кога порано е време да се проговори, што погласно, меѓутоа дека и е веќе згадено и смачено да вергла на истата тема, а ништо да не се менува. Тоа е работа за која во неврзаните муабети многу често во различити варијанти може да се чујат коментари од припадниците на седмата сила, а за тоа колку сме сила и која поред сме сила во нашата држава ќе разговараме денес. Проектот Форвард, проектот Напред за изборен мониторинг предвидуваше една ваква дебата со македонските новинари. Тоа е проект кој го спроведуваше Цивил Центар за Слобода и кој фактички е веќе заокружен и завршен. Изборите завршија и нормално се очекуваше и проектот веќе да нема потреба да трае. Кај нас 2 месеца после изборите ништо не е завршено и заокружено, се е можно и поради тоа денес ќе разговараме, ќе почнеме со разговор за изборите за да се задржиме на професијата. Мислам дека на овие 3 масички, на овие 6 столици седат толку релевантни луѓе, вака проста математика е дека овде има некаде во 6 кариери 160-170 години стаж и мислам дека сите тие со своето искуство ќе ни помогнат да колку можеме да поразговараме на оваа тема и да дојдеме до некое резиме. Моите гости денес ќе ги представувам како што седиме без некој ред, не се договаравме. До мене е господинот Назим Рашиди, долгогодишен дописник на албанскиот сервис на BBC
и актуелен уредник на дебатната емисија 200 на телевизија Алсатем. Добро дојдете. До него е Билјана Спасевска Георгиевска, уредник на вести во телевизија 21, која почна кариерата во Нова Македонија, па во Радио Нома, потоа дописник на македонскиот сервис, овој пат на BBC, а потоа со 15 години искуство во World сервисот на BBC во Лондон, каде што беше деск едитор на македонскиот сервис. Господинот Љубиша Николовски е препознатливо ТВ лице последниве децении, започна во македонската телевизија, односно ТВ Скопје или македонска телевизија, не знам точно кога почна. Потоа во ТВ А1 и сега е актуелен заменик уредник на телевизија Нова и водител на дебатната емисија на таа телевизија. Добре дојде. До него е госпоѓа Гордана Дувњак, такуѓере со некој 26-7 години стаж, како новинар и уредник во Нова Македонија и од основањето до ден денес уредник во Утрински весник, бивш уредник во Утрински весник и една од учесничките на штрајкот со кои колегите од трите изданија на издавачката куќа Медија Принт Македонија секој дневно по 6 часа протестираат за да ги остварат своите права. И последен од лева страна е господинот Бранко Геровски, основач на првиот независен дневен весник, еден од основачите на првиот независен дневен весник во Македонија Дневник, потоа основач на дневниот весник Шпиц, основач на Слободен печат и чиј главен уредник е се уште и уредник или координатор како е функцијата на порталот Плюс Инфо. На сите нив им посакувам добре дојде во името на Цивил Центар за слобода и во името на Цивил Медија, која е работна единица, медиумска работна единица на невладината организација. Јас сум Синиша Станковиќ, уредник на Цивил Медија, и овој муабет се договоривме да го тераме како политичарите. Значи, една од колешките ќе води сметка за времето. Мислам дека имаме доволно време во планираните 90 минути, меѓутоа ќе се обидеме да одиме по 4 минути по говорник на секој круг од темите, а потоа микрофонот е отворен за сите присутни кои можат да поставуваат прашања, со тоа што ќе видиме од разборот на дискусијата или на муабетот, како што реков дека ќе биде, доколку има прашања од публиката, да биде поставувано на конкретен гостин на панелот, за да не одговараат сите. Би почнале од изборите, уште не се завршени. Македонија истера и преживеа уште едни избори, девети ми се чини во оваа деценија и 5-6 месеци. Резултатите од тие избори уште се очекуваат. Меѓутоа, еве, како стартно прашање за сите е како ние, како Фела и македонските медиуми ги покривме изборите и она за што Цивил го правеше мониторингот покрај притисоците врз граѓаните, прашање за секого поединечно, за неговите искуства од последниот изборен циклус, а можеби од некои претходни, какви, доколку ги има, на какви притисоци беа изложени новинарите и македонските медиуми за време на известувањето од кампањата, од предизборието, изборниот ден, па до ден денес, додека уште го чекаме расплетот на парламентарните избори. Бранко ја почна темата за која како природно продолжение обесмислувањето и Гордана зборуваше за тоа на нашата професија. Од нас добиваме дневно соопштенија, бомбардирани сме со соопштенија и контрасоопштенија на партиите. Од друга страна, пресконференција нема зошто да се оди, и таму не се дозволени прашања, па не ми е јасно зошто воопшто ги свикуваат пресконференциите, затоа што се тоа нели тематски, на кои ништо друго не сме да се праша освен темата. Меѓутоа, 27 години новинарите во Македонија се жалат. Се жалат на собствениците на медиумите, се жалат неретко на уреднувачкиот дел од екипите, се жалат на тоа што нема доволно ресурси, што се покренуваат медиуми без
претходно осмислен буџет, се жалат на тоа што еснавската организација не ги заштитува доволно, се жалат на падот на стандардите, се жалат на нивоата, критериумите на се она што ни е долносено и зашто имаме оценки од релевантни меѓународни организации, ама некако најмалку, или јас имам таков впечаток кој може би е погрешен, зборуваме самите за себе. Односно, колку денес во оваа ситуација со слободата на медиумите, со слободата на јавното изразување во Македонија, кои сме 180 тамо, не знам, според проценките, колку денес новинарите воопшто можат во Македонија и што можат да направат за оној омеѓен простор што им е оставен и кои се стеснуваат секој ден, се повеќе и повеќе, да го прошират, да го променат на крајот на краиштата, да се вратиме за оние времења за кои зборуваше Љубиша. Факт е дека во 90-тите имало свети крави, имало забранети теми, имало притисоци политички, нормално, меѓутоа дека тоа време за денешните генерации млади новинари кои започнуваат со работа е незамисливо. Што можеме ние да направиме? Можеме ли воопшто нешто да направиме? И ако можеме, како секој од вас гледа на следниот чекор кој треба, почнувајќи од себе секој новинар сам, или медиумите, па на крајот на краиштата нека бидат и синдикатот еснавските веќе колку имаме здруженија, 2 или 3, не сум сигурен, да направат за да се поместиме од мртвата точка на која сме речиси деценија. Со оглед дека го пробивме рокот за 10 минути, но тоа не е ништо чудно кога разговараат новинари. Ниту имавме намера да споделиме и да најдеме некаква дефиниција како да се спаси македонското новинарство, ниту нашите ценети гости и почитуваната публика денес не можеа за овие 90 минути да изнајдат магична формула. Меѓутоа, сакам нешто да споделам апропо ова што го кажа Моника на крајот. Колку пари, толку музика е секогаш постоело како правило во сите сфери на живеачката, па и во новинарството. Кога добив првата плата новинарска, имаше две реакции. Едната беше на татко ми, кој кога виде дека сум добил повеќе пари од неговата плата, од нели она приправничка, како се викаше тогаш плата, рече овој свет иде у бестрага ако тебе као на копил ти даваат толку многу пари. А втората реченица беше од некоја пријателка која дојде и рече: "Абе, се вработи детево, се вработи. Шо ќе работи новинар? Абе, ако па и тоа е занимање, киоск, ќе си продава весници, нешто од нешто." Тоа делуваше тогаш како анекдота заради социјалната положба на новинарите кои не беа толку познати. Чи можеш да си пишуваш 5 години никој да не те напаѓа. Денес си предавник, денес си злосторник, денес си слуга на една друга опција, трета опција, не е битно. И денес новинарите се навистина во една очајничка ситуација, оти освен еден дел од оние кои јас па ги викам предавници, ама на професијата, кои се изморено платени за своите услуги и коленичење, другите живеат онака како што живее цела Македонија. Македонските новинари, немам статистички податок, меѓутоа тврдам дека 90% од македонските новинари живеат македонски живот. Во сите медиуми кои вложуваат и во техника и се обидуваат и се повеќе ќе има one man show портали, тоа е неизбежно. Песимизмот на Гордана, делумно на Бранко, али на Гордана песимизмот го споделувам. Јас искрено немам решение. Останавме должни на луѓето кои испратија на Твитер и на Фейсбук прашања, а ќе се обидат колегите од Civil Media да ги средат прашањата доколку се лично упатри на некој од гостите и ќе ги испратиме на вашите Facebook адреси, ако имате време и желба да одговорите на нив, или ако сакате јавно да одговорите, ќе ги објавиме на порталите на Цивил Центар за слобода. Сакам уште еднаш да им се заблагодарам на почитуваните гости, прво затоа што одвоија време,
колку што разбрав, најголемиот дел од нив имал врски веќе сега во 14:30. Малку го пробивме рокот, ви благодарам и вам што дојдовте и што учествувавте на оваа дебата и следниот настан на Цивил Центар за слобода, мислам дека е некаде веќе следната недела, пак ве повикувам, дали тука или некоја друга локација, да бидете наши гости. Благодарам уште еднаш.